таков проект? Долго години назад работевте на конзервација на заштита на еврејските гробишта, амбициозен проект, соработка и со еврејската заедница. Последниот пат кога беа тука, задоволно до она што е направено, вие продолжувате во таа насока околу реставрација или долично одбележување на она што го имаме ко спомен на нашите граѓани кои не имало завршија. Вака, значи... На денешниот ден на победа на фашизмот, не случајно еве и разговорот е токму за нашите сограѓани за евреите. Значи, велат каков е однесот кон мртвите, таква е нивото на културата на луѓето. Ние, не тргнувајќи потполно од таа максима, сакавме да на еден начин го вратиме оној дух преку некои објекти кои во тоа време, значи, постоеле додека биле живи евреите во Штип. Еврејските гробишта се направени, така да речем, крајот на 18-тиот век, почетокот на 19-тиот век, и тие имале функција, односно во нив се вршиле погребувањето до 1943 година. Постарите штипјани знаат дека мермерите од овие гробишта се употребени за поплочување на Машката бања, и тоа е еден, така да речем, негативна активност кој окупаторските војски во тоа време го реализирале во Штип. Но, еврејските гробишта требаше да се направат и од еден друг аспект, да се одбележи местото каде што луѓето биле погребувани, бидејќи тие беа во една тешка, девастирана состојба, најголем дел од гробните места. И во таа насока ние прво направивме еден технички пат кој води веднаш под самите гробишта, но кој поради конфигурацијата на теренот многу пати беше девастиран од временските непогоди. Се направи еден обкружен ѕид од околу 420 метри и до сега се конзервирани 87 гробни места. Јас се надевам дека до крајот на овој месец ние тие гробни места ќе ги завршиме и во согласно со спогодбата што се склучи помеѓу Министерството за надворешни работи на Република Израел, Собранието на општина Штип и Министерството за култура, ќе се реализираат и другите активности. Општина Штип го реализира велико својот дел со асфалтирањето на пристапниот пат и со делот на патеките внатре во гробиштата, и наред се сега луѓето од израелската верска, односно израелската заедница во Република Македонија и Министерството за надворешни работи да ја направат од градата и партерното уредување на овие гробни места. Така, значи ваша останува реставрација на гробовите, што е скоро завршено. Така. Може би, значи, ова година ќе се заврши целосно тој проект. За евреите секако почит дава Штип, неубавиот дел од Штип, барем оние посетители и туристи кои дојдат, е делот кај заводот и музеот на град Штип, црквата, тој дел тука и споменикот на евреите, да се надеваме дека вандалите нема да постигнат по него. Направен е и тоа е сега средено и тој е дел така репрезентативен, јас ке речам, и самиот музеј. Така, значи, на овој дел ние имаме идеја да го подобриме квалитетот на презентативноста на самите објекти, на самиот споменик, со неколку интервенции кои визуелно ќе го подигнат на едно повисоко рамниште, со обновување на некои да речем урбани опреми таму кои се поставени, кои за жал се сега моментално надвор од употреба, и со додатно осветлување на овој објект. Со тоа ќе се спои овој споменик на евреите со нашиот музеј, со црквата, со универзитетот, и навистина Штип ќе има место каде што луѓето навечер со
и преку ден ќе бидат со задоволство присутни. Може би и најрепрезентативниот дел. Кога веќе сме веќе кај музеот, еве да ги потсетиме граѓаните од регионот не гледаат. Со што е она што може Штипскиот музеј да се пофали со самите поставки, кои се, како се поделени, што е незначајното, бидејќи кога бевме да снимаме кај вас, имавте некоја делегација од Германија, рекол ова да е кај нас, ние од секоја поставка ќе направиме посебен музеј. Нели она што е вредното, што она што Штипскиот музеј го нуди за секој кој што нели кој е љубител на тоа и сака да посети и да се информира за богатството, како археолошко, историско, културно и така натаму. Значи, Штипскиот музеј е сместен, тоа сега го кажувам за гледачите кои не се од Штип, во куќата на Аневи и Гочеви и на Арсови. Тоа се два објекта кои се реконструирани и таму се сместени во куќата на Арсови историската поставка, каде што има околу 1200 експонати. Тоа се фотографии, документи, оружје, ордени, монети, банкноти, разни, да речем, писма, партитури имаме, поезија од Ацо Шопов, машини кои, еве, првата машина со која е формирана задругата, тогашна за кожарската задруга, од која прераснува и сегашна Баргала, е машината која ни е подадена од господинот Тодор Витларов, која припаѓала на неговиот татко, кој бил еден од основачите на таа, значи, кондурџиска фела во градот, и ние сме, да речем, почестени што нашите сограѓани во тој дел донираат навистина вредни експонати кои поставени во музејската поставка се вредни музејски експонати. Во таа насока би ја спомнал и донацијата на господја Вера Хорват, која го подари пианиното на кој музицирал Јоханес Брамс, пианино од 1888 година, која навистина, например, во некои западни земји би чинило цело богатство. На тоа пианино господјата Хорват музицираше кога по посета на музеот беше и германската амбасадорка. И навистина се створи една, да речем, атмосфера во која имаме една интеракција помеѓу граѓаните, музеот и посетителите, не само при ваквите средби, туку воопшто луѓето кои доаѓаат знаат од прилика кои предмети, кои фотографии, кои документи се подарени од нивните татковци, дедовци, чичковци, и тоа побудува, да речем, интерес за нашата историја, за нашата традиција. Така, директор ќе прашам, она што е пронајдено, она што е Штип, она што е, нели, културна, историска, археолошка, музејска збирка, нели, богатство на Штип шета по другите музеи, оди во Скопје, надвор од земјите се враќа, или можеби нешто го зема како репрезентативно, па да оди во нашиот главен град. Јас немам такви информации, ме интересира тоа. Да, вака ние правевме изложби, археолошки, етнолошки, во повеќе градови во Македонија, во едни претходни времиња, кога директор беше Ристо Петковски, е направена изложба во Нови Сад на иконите, но да бидам искрен, сега е друго време, да речем, време кое гледате има многу тензии, многу неубави работи се случуваат, така да безбедниот ризик да се изнесе културно наследство од висока вредност надвор од земјата е навистина преризично, и таков ризик јас не би прифатил, и покрај тоа што ете имаме покани да гостуваме надвор од земјата со изложби, но токму од овие причини јас таквите понуди до сега ги одбивав. Бидејќи имав прилика да видам како се транспортираат, например, делата на Милан Конјовиќ од Сомбор до Штип со 4 полициски возила, со
екстремно скапо Цел обезбедување протокол е тоа така. и финансиско, така да ние тоа не можеме да го издржиме. Треба, например, ако правиме изложба на икони во Белград или не знам во надвор од екс-југославските простори, да платиме екстремно многу пари за осигурување. Тоа е, значи, едно друго ниво кое можеби ако се организира како меѓудржавна соработка би било во ред и би било реално. Така. Убава е избирката на етнолошките поставки и музеи доле што ги имаме. Од ден на ден се збогатува. Имат ли навика граѓаните и да донираат, да даваат и предмети и интересни работи кои нели самата етнолошка поставка го бара? Ние меѓу првите, не меѓу првите, туку први во Македонија, успеавме да ги етаблираме трите поставки, етнолошка, археолошка и историска. И етнолошката поставка имаше, да речем, свој специфичен дух и побудуваше посебен интерес кај гледачите. Со проектот 2016 година ние работиме на реконципирање на оваа поставка. Значи, таму ќе има многу нови експонати кои колешката Бети Иванова да речем одлично ги чува и ги конзервира и ги презентира. Сега тие ќе добијат и нов простор, така да заедно со Славко Ѓоргиев ќе можат во поголем простор да ја етаблираат таа нова етнолошка поставка која ќе има убаво осветлување, ќе има сензори, безбедностни сензори, ќе има видеонадзор и ќе има подобра можност за работа и во депоата. Така да, јас се надевам дека до крајот на годината и тој проект ќе го завршиме и штипјани повторно ќе можат да дојдат и да се запознаат со нашата традиција од 18 и 19 век. Јас бев на снимање, кај вас се видов дека ученици од училиштата доаѓаат. Имаат ли навика и училиштата и професорите на интерактивна настава да ги доаѓаат? И беше интересно, децата со внимание слушаат, дури и во сниманиот материјал сакаат да зборуваат, колку прави прилогот. Па ние, тоа ни е една од целите, да речем, и идејата да побудиме кај основците, кај средношколците интерес за нашата историја, традиција, култура. Тоа го правиме преку организирање на работилници, на интерактивна настава, значи на нудење на некои активности кои не се во рамките на нивните школски работи, така да тука доаѓаат, цртаат, например, еден посебен програм Срцето на Баргала. Знам, имаше каде што цртаа на камен. Наоѓаа каменчиња во облик на срце и ги исцртуваа. Ги цртаа оние предмети кои се конзервирани. На тој начин, знаете, кога цртате, имате по-добро чувство за формата, за големината, за бојата, за како е лакиран тој предмет. Значи, и преку цртањето тоа ви е многу поблиску до вас. Значи, она визуелна перцепција и контакт со предметот ве прави да го запознаете подобро, но и тоа побудува можеби кај добар дел од нив потреба да и друг предмет видат, и трет, и така да расте интересот за сето оно што навистина представува културно наследство. Значи, јас бев сведок за време на празниците, вие бевте дел од екипата која работи. Јас имав гости, случајно поминав Ново село, таму бевте ви, и јавно ќе ви се заблагодарам за она што го раскажавте пред нашите гости. Музеот на ВМРО, во сочните фигури, прекрасна работа која вреди сите граѓани на Штип да ја видат, сите посетители, со што располага, кои соби и што понатаму, бидејќи имате најави дека збирката од водсочни ликови ќе се збогатува. Да, музеот на ВМРО за Штип и Штипско е еден од, би рекол, последните реализирани проекти на нашиот музеј, кој го реализиравме пред една година. Таму се поместени документи за развојот, за формирањето на ВМРО,
во Штип и Штипскот од 1893 до 1934 година. Имаме 9 восочи фигури, а во текст се изработка уште 2 восочи фигури. Таму се фигурите на Тамјан Груев, Гоце Делчев, Миша Разигоров, Тончо Штипјанчето, Тодор Лазаров, Тодор Александров, потоа Славко Ковачев, Панчо Михайлов и сега, како што реков, во фаза на изработка се фигурите на Ѓорче Петров и Петар Поп Арсов. Освен овие восочи фигури, во музеот може да се видат и етно елементи, значи музејски експонати од тој период и писма, документи од луѓето кои се представени во оваа поставка, значи нивната кореспонденција со Централниот комитет на ВМРО, со други видни дејци на ВМРО. Во оваа прилика јас би искористил можноста да се заблагодарам на сите оние кои донираа предмети, а не се мал број, но би го издвоил адвокатот Дончо Наков, кој даде десетина предмети кои се баш од овој период, 30-те години на 20-тиот век, и помогна да оваа значи поставка има автентичен амбиент. И навистина автентичен амбиент. Исто така, мислам, имавме донации од Министерството за внатрешни работи, кабинетот кој беше овде во Штип и кој бил користен во тој временски период, значи 35-36 година, исто така е дел од оваа наша поставка. Многу наши сограѓани дадоа килими, дадоа други предмети етнолошки кои ставени во витрините навистина дадат една убава слика. Освен значи овие елементи, во музеот посетителите можат да проследат и филмови за Владислав Ковачев, за Панчо Михайлов, за Тодор Александров, за Ѓорче Петров и за историјата на ВМРО, така да му даваме едно друго ниво. Таму организираме и предавања за учениците, за средношколците, таму се одвиваат и некои методски единици на студентите од факултетот, така да овој музеј од ден во ден добива се повеќе посетеност и на квалитет. Тие работат сите поставки во музеот може да се видат и за празници во недела, имате таму нели колеги дежурат? Ние значи направивме на таква поделба, да речем, да музеот е покриен 24 часа во 7 дена од неделата. Кога нема некој и директорот знае да помогне. Сега морате да помогнете. Тоа е колегијално. Го продолжуваме разговорот, време за реклами и ние мораме со нашите пријатели задолжени за реклами да ги спочитуваме, почитуваме, останете така. Мој ваш гостин е директорот на завод и музеј на град Штип, Зоран Читкушев. Режи, одиме со рекламите. Енергијата по движење. Табмак. Табмак акумулатори. Квалитет препознаен од цел свет. Изворска во еко-амбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка.
Кога ќе излезеш од кујната, пронајди гориво, подготви го пленот, избери ги вистинските парчиња и направи ги совршени. Запали ја атмосферата и покажи на твојата скара кој е шеф. Кога ќе излезеш од кујната, готви слободно. Вегета Грил. Гледаш, ова ти е мојот втор автомобил. А ова ти е роден ден на мојата трета баба. Мојата пета жена. А ова ти е мојот... Знам, века прозорец. Него никогаш нема да го промениш. Промонт инженеринг. Квалитетот има име. За енергија, за здраво тело, за убаво тело, за љубов. Автосервис Бушар, чип тюнинг, подобрување на перформансите на вашиот автомобил, центрирање со тродимензионален скенер за геометрија на возилото, чистење на системот за врзгување на гориво кај сите видови моторни возила, компјутерска диагностика и анализа на издувни гасови, автоелектрика и механика, ласерско центрирање на преден и заден трап, електронско рамнење на дискови, најбрза промена на манжети и течности во системот за кочење, резервни делови и моторни масла за чија промена следуваат посебни попусти. Автосервис Бушар, насело Македонка на 4 километри од Штип. Секој ден може да донесе нов почеток за нови пријателства, нова љубов, нов живот во меѓувреме. Уживајте со интегралниот производ Viva La Vita од Домија, што ветува насмевка на вашето лице. Од здравата брусница, сочните малинки и чоколадираниот портокал. Додека ги чекаме големите настани во животот, да се радуваме и на малите. Заедно со Viva La Vita и Домија. Финансиско друштво Алкоса акционерско друштво Штип. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса овозможува кредити на правни и физички лица. Потрошувачки кредити, кредити со залог злато, хипотекарни кредити и кредити со залог депозит или девизи. Ве очекуваме со одлична понуда. Вршиме откуп на краткорочни побарувања. Вашите недостасани побарувања со одложено плаќање ќе бидат откупени при што потребната готовина ја добивате веднаш на вашата сметка. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса Штип. Слушај, салатата е супер, ама мора да подмачкаме. Во се ќе го пробате зејтин. Ајде, здрави. Не бе! Така. Пробај. Стварно е супер. Уж по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Сдружение на возачи ви нуди технички преглед на моторни возила, бесплатен сервис за ситни поправки, втиснување на број на мотори и број на шасија, издавање на меѓународна возачка дозвола и дозвола за управување со туѓе возило во странство, издавање на зелена карта и осигурување. Сдружение на возачи, телефон 392 387. Повторно одиме со отворена тема, гостин Зоран Четкушев, директор на Завод и музеј на град Штипа. Знам дека вие сте пред малите екрани, почитувани гледачи. А во режија Петар Жаркезов, Теодор Кусакацки, Дарко Донев, момците кои се задолжени да биде спакувано се како што е спакувано и како што изгледа. Четкушев,
приказната забргала ќе оставам после ова прашање за галеријата на икони. Богатство од икони, особено луѓето од другите земји, туристите, странците, воодушевени, меѓутоа и нашите граѓани воодушевени, малку ми не знаат се што може да се види во црквата, нели, во Свети Никола, во црквата Богородица, во Ново село. Ги реновиравте амбиентот и просториите, што понатаму може да се види и каква е процедурата околу поставките со богатството од икони што ги има Крштип. Значи, ние од 2008 година направивме конзервација на 106 икони од црквата Свети Никола и етаблиравме галерија на икони. Таму се поставени иконите од бившата Златовско-Струмичка епархија, односно од деловите кои моментално не припаѓаат на Прегалничката епархија, тоа се Повардарскиот регион. И најнапред е работена конзервација на иконите, потоа е решен архитектонскиот амбиент, решено е осветлувањето, обезбедувањето на тие икони и извршена е конзервација на царските двери и на иконостасите во така наречената женска црква. Со тоа направивме една навистина убава работа, бидејќи, како што рековте, луѓето кои доаѓаат од страна навистина се воодушевени од нашето културно наследство, од иконите, од авторите кои тие икони ги работеле и кои во тоа време имале навистина едно високо чувство за естетика, за композиција, за боја и за нарација. Од пред 2 години работиме на конзервација на иконите во црквата Успение на Пресвета Богородица и таму е технологијата на работа иста. Во фаза сме на конзервација на икони, досега се конзервирани 65 икони, се работи да се достигне бројката до 90 икони и 32 икони треба да се конзервираат од иконостасите во оваа црква, во горниот дел. Ке се конзервираат и царските двери на тие иконостаси и уште едни царски двери кои ќе бидат поставени како елемент, како музејски експонат во оваа галерија. Јас се надевам дека до крајот на годината, како што е планирано, на Свети Никола ќе ја отвориме оваа галерија и штипјани и оние туристите кои ќе доаѓаат во Штип ќе имаат уште едно место каде што ќе можат да поминат време, да се, да речем, да бидат, да дифузираат енергија и да примат енергија од иконите, да се чувствуваат убаво во овој простор, бидејќи планираме да има ново осветлување, нова архитектура на галеријата на икони, со преуредување на некои делови, со ставање на витрини нови, така да иконите навистина ќе бидат исправени и достоинствено прикажани. Празник за очи се иконите навистина, барем јас така ги доживувам моментите кога сум дел од она што значи или галерија на икони. И уште малку за црквите, нема да ви прашам да ги броиме колку има во град Штип цркви, имаме и нови, меѓутоа најзначајните, убави, сакрални, ке речем, тука е Свети Спас, Свети Јован, ке имате интервенција околу тие цркви? Значи, ние минатата година работивме на конзервација на фреско живописот на црквата Вознесение Христово Свети Спас и таму се конзервирани ансамблите на фреско живописот кои датираат од 14 век и од 1601 година. Го конзервиравме и кровот на оваа црква и сето тоа го направивме со финансиска помош на Панче Милев и Елизабета Милева, кои бе донираа средства за да се реализираат овие работи. Во разговор со нив и ова година ќе продолжиме во работа на оваа црква, односно ќе се уредува партерното уредување, природот од црквата која навистина не е, да речем, консеквентен на
квалитетот и назначењето на оваа црква, ќе го направиме со нови плочи. Денес баш бев во, да речем, во мисија на изноѓање на такви плочи во Криволачко и мислам дека најдовме квалитетни плочи и сите тие ќе бидат поставени околу црквата. Со тоа луѓето ќе можат, да речем, безбедно да се движат, визуелниот, да речем, пейсаж околу црквата да биде подигнато на повисоко рамниште и ќе се постави урбана опрема и додатни осветлителни тела преку канделабри или рефлектори и така натаму. Така да оваа црква навистина покрај убавината на фреските, покрај убавината на архитектурата ќе добие и една убава соодветна, да речем, околина која ќе биде исредена, бидејќи ќе биде одржувана малку повеќе од, претпоставувам, од надлежните органи и ќе има комуникација со што повеќе луѓе. Така. На мапата на туристички понуди во Македонија, покрај она Свете Пантелеймон, Света Софија, Охрид и така натаму, музеот во Штип Секочец, меѓутоа Баргала има посебно место, како што има Кокино, така има и Баргала. Приказната за Баргала, докаде, што понатаму, еве општина Карбинци најавува што натаму ќе направи амбициозни проекти, нели, за заживување на целиот простор. Меѓутоа работите ли нешто ново ќе има, докаде се сите оние работи на конзервација, на истражување на археологија? Па ние соработуваме со повеќе агенции кои имаат инкаминг туристи во Македонија, со Фериал Кашиков и со Арбо Травел од Скопје, и двајцата се наши сограѓани, Димитар Кашиков и Донче Нацев. И еве сега по повод на денот на музеите една група од повеќе градови од Македонија во соорганизација со едно здружение за негување на археологијата, со туристичката агенција Арбо и музеот од Штип ќе организираме посета на Баргала и не само на Баргала, туку на повеќе културно-историски знаменитости од овој дел на Македонија. Инаку во Баргала се работи континуирано веќе 20 на години. Во овие последни години актуелно е конзервацијата на пропогнакулумот, конзервацијата на дел од екстрамуросот, конзервацијата на североисточниот бедем, а оваа година ќе работиме и конзервација на влезната порта во североисточниот бедем, со што визуелно ќе го подигнеме нивото на овој археолошки локалитет и ќе продолжиме со конзервацијата на деловите кои се наоѓаат непосредно до бедемот. Со тоа мислам дека ќе завршиме во наредните 2 години со конзервација на истражените делови, за да потоа се префрлиме и на конзервација на централната базилика. Би спомнал дека работевме на конзервација на громната конструкција на црквата Свети Ѓорги Победоносец и таму е завршена целосно конзервација на фреско живописот кој датира од 11, 12 и 14 век. Се префрлам на Исарот. Мене ми се допаѓа како новинар кога одам да снимам прилози, емисии на Исарот, од ден на ден се почист и позелен и некако граѓаните, па и посебно младите, не го нарушуваат таму амбиентот. И секој чест јас ки пофалам, значи како новинар, како екипа кога одиме, не јас да кажам, вие ги знаете, работите, не ни треба нас тврдина како Кали или како се Мила во Охрид, меѓутоа имаме богатство на Исарот, докаде се работите и имате ли планови да заживее Исарот како објект, како културно наследство? Секако дека има проекти, средства, многу работа, меѓутоа има ли интерес Министерството да помогне во давање право значение на Штипската тврдина? Па вака, значи, ние таму работивме 4 години по рамките на проектот истражување на локалитетот Исар, кој го финансираше владата на Република Македонија, односно Министерството за култура. И
тоа истражување беше фактички во насока на подготвување на документација за една конзервација на овој објект. Бидејќи, јас лично мислам дека Акрополот и бедемските, да речем, површини на Исарот треба да се конзервираат, бидејќи доколку не се конзервираат, тие ќе представуваат латентна опасност од рушење и од оштетување на имотот и на физичкиот интегритет на луѓето кои живеат под Исарот. Во теке изработка на основен проект за конзервација и реконструкција на тврдината Исар. Ние направивме една, да речем, добра работа со изработка на идеен проект, на некои сегменти од основен проект. Господинот Бутлев Владимир ја изработи статиката на целиот проект и сега можеме да кажеме дека работите на конзервација и реконструкција ќе чинат околу 1.200.000 евра, што не е и некоја сума доколку размислиме и предпоставиме дека тие активности за реализација на тој проект ќе бидат повеќе годишни, ќе бидат 5-6 годишни, така да кога ќе се тргне со финансирање на овој проект, тогаш многу полесно ќе можат да се земат пари преку конкурси на ИПА фондови, преку разни амбасади, преку светски фондации. Да, значи тогаш археолошкиот локалитет Исар ќе биде интересен и за учество од финансиери, значи од разни страни. Но доколку почнеме со таа работа, мислам дека најголем бенефит ќе имаат граѓаните на Штип, кои навистина ќе имаат една прекрасна визура и од и кон Исарот. Јас сум бил на 3-4, да речем, места каде што има вакви тврдини и навистина се најубавите делови од градот. И мислам дека Исарот заслужува да биде конзервиран, бидејќи не џабе велиме Штип градот под Исарот. А сега Исарот е во фрагменти. Така. Штип има приказната на УНЕСКО со Свети Читарсе. Зошто да не е целиот Исар? Јас посакувам среќа и може би ќе го истуркате тој проект и ќе имаат слухумните глави и луѓе кои се челници на државата да се инвестира и во Штип. И уште малку веќе со тој дел куките, нашата штипска архитектура, Новосело, и тоа е посебна приказна која и ние како штипјани, како влијателни луѓе кои се штипјани можат да размислуваат да продадат како вистинска приказна, што нели светот ЮНЕСКО дава посебна почит. Меѓутоа, што е со куките? Доктор Жан Митрев купи подари на градот, општината ќе ги прави и убаво е, може би ќе имаме музеи, него еве кои куки музеот ќе ги прави, кој дел и дали делот на огледалото, таа улица Гоце Делчев таму, ќе се тие куки реновираат, бидејќи тие се и опасност веќе. Да. Оваа година во програмата за работа на Заводот и музеј Штип се објектите на улица Гоце Делчев, како што рековте, 57 и 59, односно 55 и 57. Тоа е куќата на Сашо Зенделов и куќата до Нив. Потоа куќата на Крстимир Свирков 49, куќа Штипери знаат таму каде што се снимаше филмот Срекна нова. И куќата на Крстимир Свирков 67. Некои ја викаат куќата на Дели Петрови, некои на Личкови, но тоа е куќата до Станчеви. Значи, тие куќи се во програмата за 2016 година. Пред неколку дена заврши тендерот за куќата на Крстимир Свирков 67 и успешен е тендерот. Направивме избор на најповолен, ствари, понудувач, најдобар економски оператор со најниска цена. Сега се оние формални активности кои треба да поминат, некои временски периоди да се термини да се изодат и потоа ќе се подпише договор за работа и
и конечно ќе почнеме да работиме на оваа куќа. Последните активности ќе бидат на улица Гоце Делчев, за што се изработуваат основни проекти, потоа ќе одат на тендери и така натаму. Така да, наистина сум задоволен што оваа година ќе работиме на 4 објекти и за 4 објекти ќе го подигнеме визуелниот изглед на градот на повисоко ниво. Така. И сосема кратко, јас ќе видам, вие можете ќе ми објасните, имате проекти за заштита, проекти за музеологија, еве за заштита, изработка на проект, негова реализација, дворно уредување на катастарската парцела на која се наоѓа црквата Свети Спас и така натаму цркви, ова, да не ги читам, доста проекти си и музеологија, исто така имате керамичка работилница, реконструктурирање на постојана нумизматичка поставка, увид во состојбите на икони и така натаму. Тие се заплано за таа година и доста амбициозни проекти и верувам дека со тие проекти и за заштита и за музеологија ќе биде избогатено и културното наследство, меѓутоа и убавината во Штип. Ќе се реализираат ли средства, доделени се за сите тие ваши проекти? Значи вака, технологијата на добивање средства се преку месечни планови. Ние секој месец аплицираме со тоа што мислиме тој месец да работиме, Министерството за култура, односно Министерството за финансии, одобрува средства и тоа е таа технологија. Во делот на музеологијата ќе имаме доста активности, како што рековте, но имаме значителни активности во делот на публицистиката, каде што ќе се објават 3 книги. Гледам дека една од нив, Маруша, првата забранета театарска представа во Штип 25 година, за Штипени некако е поинтересна и буди посебно внимание. Ќе имаме исто така добри активности во делот на ликовната дејност. Тука би ја издвоил изложбата Борислав Траиковски. Тој е еден сликар од Битола кој навистина е, речем, високо етаблиран како вредност во нашата ликовна уметност. Истата изложба ќе биде поставена и во Софија како проект на Заводот и музеј Штип. Покрај овие изложби ќе имаме доста презентација на ликовни дела од етаблирани наши сликари, но и од помлади сликари кои со својот квалитет нудат вредност кој треба да биде представен во Уметничката галерија во Штип. Инаку Уметничката галерија во Штип е, да речем, домаќин и на голем дел од активностите на Штипско културно лето. Тука се одржуваат завршните часови на Музичката академија, на Средното музичко училиште, разни концерти на афирмирани музичари од кај нас и од странство. Се на се, мислам, ние сакаме да бидеме општествено одговорна фирма која ќе нуди можности за афирмација не само на нашите сограѓани, туку и презентација на културни вредности и да речем личности кои ќе можат да представат своји дела за да штипени се запознаат со актуелните трендови и квалитетот на определени уметници во Македонија и надвор од неа. Докаде Заводот и музеј на град Штип во релацијата на меѓународна соработка? Имавте вие меморандуми соработка, размена, продолжувате ли во таа насока, со кого најмногу соработувате? Па еве, ние најмногу соработуваме со музеите во Македонија, каде што разменуваме проекти, разменуваме стручен кадар, разменуваме публикации, учествуваме во со пишани теми во нивните зборници и нивните годишници и така натаму. Нашите колеги учествуваат на разните семинари и симпозиуми кои ги организираат нивните стручни организации, значи во зависност во која бранша припаѓаат, но и правиме повеќе можности да соработуваме и со музеи надвор од Македонија. Така беше соработката со Благоевград, со музеот во Дупница, со музеот во Пловдив. Оваа година ќе направиме договор за соработка со музеот на Историскиот музеј на Југославија од Белград.
со Тетовскиот музеј и имаме можности да соработуваме. Направена е една соработка со Уметничката галерија Милан Коњовиќ и со музејот во Сомбор. Така да вратите, да речем, на нашиот музеј и на нивните музеи секојаш се отворени за соработка, но таа мора да биде, да речем, со квалитет и капацитети кои нема да конкурираат на реализацијата на другите проекти. Издавачката дејност, докаде? Ова година, како што реков, имаме 3 публикации за издавање, повеќе публикации како каталози и една монографија која ќе биде за овој Борислав Трајковски. Сите тие се сега, речем, во фаза на заврши подготовки пред тендерирање и јас се надевам дека многу брзо граѓаните на Штипки имаат можност да присуствуваат на промоција на некој од нив. Наградата Живе за музеите на словенските земји и вие аплициравте? Па вака, ние сме кандидат, единствен кандидат од Република Македонија за оваа награда. Конкурираат 19 музеи од Србија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Чешка, Словачка, Украина, Русија, не знам, Руманија, Бугарија, и имаат посебен, да речем, начин на бодирање, посебен начин на оценување на работите на музеот. Тука беа двајца судии, бившата министерка за култура на Словенија во првиот наврат и еве сега втор судија ни беше господја Даниела Кнежевиќ од музеот од Белград. Колку што можев да почувствувам, тие се задоволни од тоа што и покажавме и како и покажавме. Посебно беа интересни нивните коментари во однос на издавачката дејност, во однос на тоа дека со толку малку луѓе покриваме толку голем простор. Ние сме надлежни за скоро цела Источна Македонија, дека работиме конзервација, издавачка дејност, музеологија, заштита, да речем, дека објавуваме сериозни публикации. Една од нив би рекла и публикацијата на Емилија, која на вашата колешка. Да, која ги направи, да речем, многу добро активностите околу публикацијата Штипјани учесници во Балканските војни и Првата светска војна. Тука се и публикациите на Гордана Јанева, која работи на монетите. Значи, имаме со што да се пофалиме, имаме што да покажеме и јас се надевам дека достојно ќе ја презентираме Македонија на овој надпревар. Така. Времето е при крај, но морам да ви поставам прашањето, продолжувате кај Дамјан да работите и истражувате? Да, оваа година ќе има археолошки истражувања на повеќе локалитети. Една од нив е локалитетот во близината на рудникот Дамјан, ќе се истражува и на Исарот, кај црквата Свети Власи. Ќе имаме и други, да речем, активности во делот на музеологијата, така да секој од нив ќе бидат Штипјани накнадно информирани. Кога рековте Свети Власи, тоа го оставив секако на крај, сакам одговор од првиот човек на музејот во Штип. Би се добаѓали како Штип се различува, не се различува, секој има различно, јас велам се различува со градежната офанзива, со патеката околу Исарот, со Отиња, коритото. Ве консултираат ли некоја за идеи како музеј, што и како ќе се вклопи, веројатно ќе добијат вистински одговор од сите, од вашата екипа таму која работи. Ви се допаѓа ли тоа што Штип го добива на лик, вклопено во она современо живење, меѓутоа има некои елементи кои секако можат во музејската вредност да застанат од тоа? Па, ние соработуваме со општинот Штип, со градоначалникот Захариев, да речем на повеќе нивоа.
Јас лично сум задоволен од најголем дел, да речем, од работите кои се реализирани во Штип. Мислам дека по многу се разликува Штип сега и од пред 2-3 години во, да речем, во добра насока. Секојдневно се озеленуваат површините, се садат, да речем, урбани делови трвца, цекиња, се прават зелени оази, би рекол, се уредува коритото на реката Отиња, се работи на, да речем, организација на урбанистичките парцели кои треба да се ефектуираат. Слушам дека се повеќе се продаваат парцели за изградба на индивидуални, на стамбени објекти, за колективно домување, значи сето тоа го прави Штип убав град за живење и мислам дека секој градоначалник треба да продолжи во таа насока да се вгради себе си во развојот на градот и да го направи градот поубав, не само за Штипјани, туку и за оние кои доаѓаат во Штип. И навистина за крај потсетете го градоначалникот и вие делот пред Штипскиот безистен да го добие она што треба да го добие. Може би општина Штип ќе помогне со проект, нека аплицира и општина Штип некаде и конечно тој дел, бидејќи тие таму згради кои веќе нели се распаѓаат, веќе јас наступ дека и ќе се реставрираат, ќе се прават, може би тој амбиент во Штип ќе биде и срцето исто она што музеот го има. Вака, значи, имаше идеја од една од соработниците на градоначалникот Захариев за осветлување на безистенот и таа идеја е се уште актуелна, а за овие објектите до безистенот, тоа се објекти на приватни собственици кои добија конзерваторски одобренија и јас се надевам дека во блиска иднина, сигурно тоа е врзано со нивната финансова состојба, ќе почнат да ги реконструираат овие објекти и навистина ќе, како што реков, ќе даде посебно убавење на овој дел на градот. Ви благодарам за гостувањето. Јас се надевам дека исто така во блиска иднина ќе продолжиме разговорот, бидејќи има и многу проекти кои ќе реализирате или планови и прашања кои не останаа недоречени. За одвореното време посебна благодарност и она што вие зацртено на програма од идејата стане јаве. Благодарам за поканата. Мене ми е наистина задоволство секојаш кога гостувам во Ирис и тоа е да речем, едноставниот начин да ги информираме граѓаните за оно што се случувало, што ќе се случува и што имаме идеја да направиме во некоја блиска иднина. И беше задоволство да разговарам со вас околу 1 час. Почитувани гледачи, благодарам на довербата. Ако ви се допадна ова, препорачајте го на пријателите. Репризитните изданија се некаде пополнок и утре на пладне. А утре со нова дебата, нова тема, нова дилема со некој од моите колеги. Останете така и следете го Ирис и на iris.mk. Секој добро.